вечер со топ тема на ваша страна. Кој е рейтингот на кандидатите за градоначалници во Скопје? Како котираат партиите на советничките листи? Во кои скопски општини би можел да се избере градоначалникот уште во првиот круг, а каде резултатот е тесен? Кои се прогнозите за очекувани разврски и каде би можеле да се случат изненадувања? Топ тема на ваша страна вечерва ви ја презентира новата анкета на Телма и МЦМС, спроведена телефонски од ден проспект на репрезентативен примерок од 1513 испитаници, спроведена од 23 септември до 2 октомври, во чиј фокус се битката за градот Скопје на престојните локални избори. Ќе анализираме и кои се партиите кои ќе ги пополнат советничките места во град Скопје. Резултатите од анкетата со мене во студиото ќе ги анализираат Сашо Клековски, Атанас Кировски и Владимир Божиновски. Останете со нас. Добро вечер за моите гости, со кои што ќе анализираме последната анкета пред првиот круг на локалните избори. И како што веќе најавив, тоа е анкета спроведена за кандидатите за градоначалник на град Скопје, советничките места и скопските општини. Да не должам многу, сигурно со нетрпение ги очекувате резултатите за град Скопје и затоа предлагам на почеток Боби Христов да види во каква трка се кандидатот на ВМРО ДПМН и на СДСМ за град Скопје и дали тие предности ќе може да ги задржат или не во текот на изборите. Македонија во понеделник гласа за 80 градоначалници и советници плюс град Скопје. Но заради многу причини, веќе објаснети дел ќе се објаснуваат во текот на емисијата. Топ тема на ваша страна и Телма се одлучија за испитување на јавното мислење за соодносот на силите во Скопје. Кој ќе биде идниот градоначалник на Скопје, односно за кого би гласале на локалните избори за градоначалник на Скопје е првото и најинтересно прашање во оваа дебата. А резултатите покажуваат предност за кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата предводена од СДСМ Петре Шилегов пред кандидатот на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Коце Трајановски. Резултатот е 37,1% за Шилегов, 34,6% за Коце Трајановски. Не се незанемарливи и оние податоци кои што се изјасниле за некој од другите кандидати. Практично во оваа бројка од 5,8% се собрани сите останати кандидати, 6 мина кои што се номинираа за градоначалничката функција во Скопје, но веројатно ќе биде предмет на анализа и овие 22,5%, ниту еден не знам или одбиле да одговорат. И сега овие податоци и овој сооднос на силите веројатно не би бил целосен доколку немаме и соодветна крос-табулација. Ги имаме многу по различни параметри, но ќе ги оставам за понатамошниот дел од дебатата. Она со што одиме сега е крос-табулација, односно според етничката припадност на испитаниците. И овдека е воочливо дека Коце Трајановски има поголема предност кај македонците, 42,3% наспроти 30,9% кај кај Петре Шилегов, но кај албанците ситуацијата е сосема обратна. 58,6% поддршка му даваат албанските гласачи на Петре Шилегов, а само 4,8% на Коце Трајановски. Незанемарливи се 22,3%, значи интересна бројка, кај албанците би се одлучиле за некој друг, исто така и кај македонците. И Жане, сега веројатно во сите споредби кои што ќе се прават, податоците само за соодносот на силите во гласањето за градоначалници не би биле целосни без показателите и за советничките листи. Значи, одиме и со овие показатели, затоа
која партија како стои во однос на советничките листи. И тука имаме известно благоводство на Социјалдемократскиот сојуз, 33,8% би гласале за советничката листа на СДСМ, 31,7% за советничката листа на ВМРО ДПМН, дои може да смета на 4% од гласовите, бесе на 3,7% од гласовите. Алијансата на албанците е под 0,7%. Веројатно твоите гости Жане ќе имаат и соодветно објаснување за овие 24%. Тоа се збирно оние што не одговориле, се изјасниле за со не знам или за некоја друга опција. Реков и предмалку, имаме многу други вкрстени интересни податоци, но ги оставам на твоите стручни гости и коментатори. Повелете. Благодарам, Боби, само да те поправам, изборите локални се внедела, а не во понеделник. Ги видовме овие анализи. Клековски, разликата помеѓу Шилегов и Гоце Тријановски е во рамките на таа статистичка грешка, може да се каже од 2,5%, што значи дека навистина е неизвестно и дали воопшто во прв круг може да се зборува да имаме градоначалник на Скопје, а и втората работа, по тоа што ќе анализирам и од кроз табулациите, како и на кои гласови тие двајца може да типуваат, со оглед што во македонскиот корпус гласовите одат за Гоце Тријановски, а кај албанците веќе 58% ќе се изјаснува дека би гласале за Шилегов. Добро, мислам дека сите очекувавме дека ќе има неизвестна битка за главниот град, за Скопје. Скопје е круната, условно да кажам, на овие локални избори и генерално е предвестник за идниот развој на политичката состојба во Македонија. Состојбата изгледа прилично изедначена, бидејќи и можната грешка е во рамките на оваа разлика што ја спомнувавте. Треба да се земе во обзир дека скоро 6% се другите кандидати, кандидат Марија Џонс Левица, кандидатот на Беса е со неколку проценти тука застапен, што води во една ситуација да со овие 6% што би одели за други кандидати, со овој резултат можеме да очекуваме доста неизвестна битка во недела и можеби и продолжение за 2 недели потоа, бидејќи ако останат вака тесни резултатите, веројатно нема да има разрешница оваа недела, туку во наредниот период. Оно што мислам дека е јасно дека детерминираноста на етничките албанци кон едниот од кандидатите значи дека сака да видат конечна промена во владењето во Скопје и таму имаме многу висока одлучност. Дали ќе биде тоа така, ќе видиме во недела и зависи од два фактори. Боби ги спомна околу 25%. Не знам, не сакам да кажам, нема да гласам, значи тие се збирно неопределени и нема да излезат на гласање. Јас би споменал дека овие 25% се многу пониски од парламентарните 40-45%. Значи, на овие избори имаме многу висок процент на определеност, за разлика од декемвриските избори во 2016, која околу 55% од граѓаните рекоа дека се за едната или другата опција, а мислам околу 45% беа не знам, не сакам да кажам или нема да гласам. Во ваков висок степен на определеност која ќе земиме во предвид дека излезноста на локалните избори е малку помала од излезноста на парламентарните избори, значи на последните локални избори излезноста за некои 5-6% пониска од значи секогаш под 60 парламентарните избори. Клучно прашање е кој од овие определени гласачи е поопределен, кој е подетерминиран да излезе да гласа и кој ќе излезе да гласа во недела. Мислам дека резултатот во недела нема да го определи ни еден друг фактор, туку излезноста на гласачките места и
симпатизерите на кој кандидат ќе бидат понастојчиви, поупорни, поистина нека излезат на гласање. Еве да кажам дека добро ќе биде времето во недела, сончево предвидуваат и тоа е еден фактор за излезност. Да. Колку и да личи маргинален. Кировски, во однос на овие вакви, да, известно е дека и очекувавме изедначен резултат и дишење во врат практично на двата кандидати Петре Шилигов и Коце Трајановски. Меѓутоа показателите се кој, еве, како што рече Клековски, упорно ќе оди на избори и кој ќе остане дома и кој колку гласови имаат македонците, а колку албанците. Ако во уште на првиот круг, да речеме, можеби Дуи ги повика своите гласачи да гласаат за Коце Трајановски, излезат на гласање, можеби и ќе му го зголема. Ова за Петре Шилигов, може и ќе му ги ги зголемат овие проценти, се извинувам. Вака, разликата е што прво сакам да кажам дека се соочуваме со еден нов феномен изминативе 3-4 месеци. Ние изминатите неколку години имавме постојано водство на ВМРО ДПМН во анкетите. Сега од пред 2-3 месеца е свртена работата кој како и да направи и да објави анкета. Предноста е на страната на Социјалдемократскиот сојуз и таа варира од 3 до 5-6%, зависи. Последната на Брима Галу беше 6% месечини. Тоа е првата константа. Втората, што би сакал да прокоментираме дека оваа разлика од 2,5% што ја проектира нашата анкета, без малку со сигурност кажува еден факт, а тоа е дека ќе има втор круг. Ако се земе во предвид дека околу 6% од испитаниците се определиле за некој од другите кандидати, освен двајцата фаворити Петре Шилегов и Коце Трајановски, значи Нафија Селмани, Марија Џонс, Наимбар Рами, Беки Фазлиу, Ванчо Шехтански и така натаму, не е занемарлив и фактот, сега има постручни луѓе од мене тука на масата за тоа, но меѓутоа ми се чини дека секогаш има 2 до 3% од гласачките ливчиња кои што се неважечки. Ако тие ги додадеме на овие 6%, стигнуваме до некоја цифра од 8-9% минимум, а не гледам како може некој од кандидатите да има двоцифрена предност, значи од некој 10%, за да победи во прв круг, така што тоа значи дека речиси сигурно ќе ни се случи втор круг на градоначалничките избори во Скопје. Вториот круг ќе биде сосема поинаква игра, completely new ball game, што викаат англичаните, меѓутоа многу ќе зависи за вториот круг за Скопје и она што ќе се случува во клучните скопски општини, кој ќе ги освои во прв круг, бидејќи повеќето од скопските општини, бидејќи има само 20 кандидати, нема дисперзија на гласовите, најверојатно ќе бидат решени уште во првиот круг и тоа мислам дека многу ќе влие за вториот круг и на крајот на краиштата рано е да говориме за вториот круг заради тоа што кој знае што ќе се случува во наредните 3 недели, но она што ни е известно од анкетата е дека најверојатно нема да биде одлучен градоначалникот на Скопје во прв круг. Тоа е мојот заклучок. Божиновски, ви остави време за да ги пресметате цифрите и да направите некоја ваша анализа и што покажуваат тие бројки? Многу работи покажуваат бројките. Значи, нашите бројки се конкретни тука. Прво мене ме интересира овие што се овие резултати дека дали се на вкупната популација или се само на оние кои што ќе излезат да гласаат. Вкупната популација. Добро, тогаш прва работа со сигурност не може волкава излезност да има. Значи Скопје излезност од 77,5% е невозможна мисија. Не, тоа сите се согласуваме, меѓутоа станува збор за анкети, каде што не може да ги анкетирате оние што се оцениле или што не живеат тука. Сакам да ви кажам, значи, такава излезност не е возможна. Излезноста се движи во Скопје помеѓу 64% на минатите локални избори до 68,5% или 7% на овие декемврискиви избори. Така да би требало и оваа излезност. Во Скопје избори со 50%. Да, впрочем и Клековски тоа го кажа дека требало и оваа излезност да биде, би требало и оваа излезност да биде помеѓу 64 и 68,5, ја би рекол повеќе на кај 64 ќе можда и на кај 60. Ќе биде.
Не, ќе има висока излезност. Нема да биде под претходните локални избори. Значи ќе има висока излезност во Скопје. Така да, врз база на тоа и можеби треба да се пондерираат самите резултати. Затоа што една работа која што сум ја забележал ја кај анкетите, пондерирање, односно вейтинг, на некој начин ставање на бројките во рамка на она што е во реалноста, затоа што има одредени параметри кои што да речеме може нема да се поклопат. Пример, има помалку албанци или има повеќе македонци или има помалку од други етникуми или има повеќе мажи и жени, тука се пондерираат резултатите со цел нели секој глас да добие иста тежина. Кај нас она што е најважно кај пондерирањето е да се земат во предвид всушност реалниот број гласачи кои што можат да излезат на изборите. Меѓутоа не може да ги анкетираме реалниот број на гласачи, се анкетира репрезентативен пример кој го наведовме. Не, затоа велам понекогаш е добро и на тоа мислам вие треба да размислите, тоа зависи вие ги правите, ги спроведете анкетите. Така ќе добиеме малку почиста ситуација во однос на самата претпоставена излезност. Например, излезност во Македонија официјално е околу 60, меѓу 63 и 67. Неофицијално според моите податоци кои што ги добијано од повеќе избори, официјални избори, но индиректно бидејќи нели немаме попис, таа е околу 80% и над 80%. Сигурно. Што соодветствува со она што го добиваме во анкетите дека ќе има излезност 82, 83, 80. Но тоа треба да се пренесе. Така ќе имаме и по би ги коментирале почисти бројки. Значи ова е, видете, ова е во рамки на статистичка грешка. Резултатот прво со сигурност, не најверојатно, него со сигурност ќе има втор круг во Скопје. Тоа нема шанси да кој да е да. Ете, јас мала резерва ставив. Не. Нема никаква шанса да се заврши, иако точно е во поголемиот дел од скопските општини се ќе заврши во првиот круг. И сега имаме овде интересни бројки, значи мене она што ме интересира е и ако можеме да ги видиме поетничка Еве ги поетничка припадност, ако ве интересира. Припадност, не, оние резултати 42,3 македонци за Коце Трајановски, 30,9. Не за кандидатите, него за советничките листи. Ако може да ги видиме, бидејќи сигурно ги имат и тие. Да, ете ги. Еве ги. Да. Интересно е што Добра. Значи интересно е што огромен дел во ова истражување, огромен дел од етничките албанци се определиле за Петреш и Лего. Од една страна тоа покажува неколку трендови, но најважниот тренд е дека всушност сега они не гласаат за кандидат, туку гласаат против ВМРО ДПМН. Затоа што Коце Трајановски као таков пред се е градоначелник на Скопје, нема некоја поврзана со висока политика, нели како беше градскиот хаусмајстор, Коце е градскиот хаусмајстор, значи не е човек за висока политика и сигурно дека не постои директна, да речеме, некаква омраза спрема Коце Трајановски, туку тоа се рефлектира омраза кон, претпоставувам, ВМРО ДПМН и затоа ги имаме овие резултати. Сега, она што е главно прашање на кое што не можеме да одговориме, не само оваа анкета и моите анкети кои што ги правам не може да одговори е колкав всушност ќе биде на вистина процентот на етнички албанци кои што ќе излезат и кои што ќе гласаат на овие избори за некој од кандидатите. Првото прашање е дали ќе излезат Коце, воопшто, а второто е дали ќе го дадат гласот. Затоа што да не забораваме, имаме и двајца кандидати кои што се двајца или тројца кандидати кои што се етнички албанци. Значи, имаме БЕСА има кандидат, БЕСА и ДУ имаат и Алијанса има и ДП има кандидат. Исто како што сум сигурен дека во Кичево, иако имаше повик, нели,
она коалиција која што е помеѓу СДСМ и ДОИ. Сигурен сум дека во Кичево дел од симпатизерите на СДСМ ќе гласаат за кандидатот на ВМРО ДПМН, исто како што ќе бев сигурен и да имаше кандидат на СДСМ дека оние кои што се од ВМРО ДПМН ќе гласаат за кандидатот на СДСМ, затоа што постои се уште она етничка поделеност. Така сум сигурен дека и албанците барем во првиот круг ќе има и оние кои што гласаат за ДОИ, а кои што ќе го дадат својот глас за некој од кандидатите албанци. Тоа е нешто што многу тешко се мери, искрено, и навистина ќе биде интересно да се види што се случува во првиот круг. И она што е најзначајното е како што ќе се случи со тие гласови во вториот круг. Тоа е толку компликувана ситуација што мислам дека ќе биде многу интересно ако се спроведе истражување кое што ќе може да ги детектира гласовите на етничките албанци во вториот круг. Од другите кандидати Клековски имавте нешто? Само нешто да додам дека ова е прашање што го поставува господинот Должиновски, прашање стварно за $1.000.000, бидејќи ние и на анкетите во декември главната непозната ни беше колку навистина од етничките албанци кои што се изјаснуваат за СДСМ навистина и тоа ќе го сторат, бидејќи едно е анкета, друго е ден на избори. Нас тогаш реалноста ни покажа дека поголем беше процентот на оние што гласа од тоа што го предвидовме во анкетата. Меѓутоа, никој не може, согласувам со сигурност да тврди дали во реалноста ќе се потврди она што го кажуваат анкетите. Имаме високо ниво на согласност, ќе отепаме дебатата. Значи, прво се согласуваме дека определеноста на граѓаните за двојцата кандидати е премногу блиска да можеме со сигурност да тврдиме кој ќе победи во првиот круг и дека клучен фактор кој ќе влие детерминираноста, одлучноста на секоја од групите на симпатизери да во недела излезат на гласање. Бидејќи бројот на определени е повисок од оно што вообичаено излегува на изборите. И второ, мислам дека се согласивме дека каков да биде резултатот, најверојатно тој резултат ќе биде таков дека има втор круг на изборите, бидејќи има и повеќе други кандидати и разликата помеѓу двата кандидати, Коце Трајановски и Петер Шлегов, нема да биде од тие размери што ќе му обезбеди на еден кандидат да победи во првиот круг. Тоа мислам дека горе-доле. И неизвестноста дали ќе излезат албанците во вториот круг? Дали ќе излезат сите, не само албанците. Видите, има таму фактори кои не до крај можеме да предвидиме како ќе се случува. Например, СДСМ многу убедливо води во општина Центар. Ќе стигнеме до општините, само сакам да нагласам дека во контекст на Скопје сака да во контекст на Скопје. Така да тоа може да доведе на едно ниво на лабавеност кај симпатизерите на СДСМ во општина Центар, да они не излезат на гласање во недела, бидејќи и да не излезат и во поголем број, мислам дека известно дека ќе победи СДСМ во општина Центар и тоа нема да влие на битката на надпреварот, битка многу воено звучи, на надпреварот во општина Центар, ама може да влие на надпреварот во Скопје. Тој и Кировски го кажа, зависи и колку општини какви резултати ќе имаат во првиот круг, што ќе даде можеби ветер во грб на некоја од некојаш кога многу водите може да не биде предност, бидејќи го олабавува членството. Патем тоа беше еден од клучните фактори на страна на придонесот на Велес, еден од клучните фактори за поразот на Хилари Клинтон. Дека премногу демократи останаа дома да гледаат телевизија и да играат PlayStation, а наместо да излезат да гласат, додека гласачите на Трамп беа посветени и излегува во големи бројки на изборите. Само во контекст на општина Центар да кажам дека анкетите во Центар предвидуваат дека излезноста таму ќе биде и под 50%, што е многу голема дискрепанца од она што го говореше господин Должиновски, дека за Скопје е отприлика околу 65% просекот. Тоа само го потврдува она што го кажува Клековски. Штом нема голема заинтересираност за гласање, нема натпревар, постои една опуштеност кај тоа е сега до партиите да ги натираат гласачите да излезат на гласање. Мислам дека не е само до тоа, него и до кандидатите, да не забораваме. Многу големо влијание има и кој кандидат ќе биде во одредена општина, затоа што ви имате подобри, имате и полоши кандидати. Јас ќе ви кажам дека, например, очекувам од Ѓорче Петров да има рекордна излезеност. Тоа е единствена општина што има двајца добри кандидати.
едната страна и другата има добри кандидати. Таму ќе има рекорд. Не можам да го тврдам тоа за повеќето други скопски општини. Имаме анализа и во анкетата во однос на демографската структура на населението, во однос на полот, во однос на образовната структура и слично. Па Кировски, во однос на кој би гласал повеќе за Коце Трајановски, а кој за Шилегов, ако зборуваме во урбана или по-рурална средина, секако некако традиционално е дека во градовите, и на парламентарните избори, во градското јадро предноста може да има СДСМ, меѓутоа ако општината ја земаме со руралните делови, тогаш ВМРО во одредени општини навистина добиваше предност. Мислам дека што беше еден од таквите градови, зборам за парламентарните, што покажува Скопје. Да, не би сакал јас, интерпретирајќи ги овие резултати, да влегувам во некакви шаблони или... Меѓутоа, она што покажува е дека, например, гледате колкави се големи дискрепанциите. Скопје, во селските подрачја, поддршката за Коце Трајановски е 45,6%, а за Петре Шилегов 21,2%. Обратно, во урбаните средини поддршката за Петре Шилегов е над 40%, а за Коце Трајановски е само 32%. Значи, ова е некаков шаблон дека, да речеме, по урбаната популација гласа за СДСМ, а по руралната за ВМРО, меѓутоа оваа анкета таа ни го покажува. Тоа истото се случува и со степенот на образование. Например, кај незавршено основно образование, постои голема предност кај Коце Трајановски. Истото се случува и со основно образование, 41,9 за Коце Трајановски, 26,9 кај за Петре Шилегов. Средно образование исто известна предност Коце Трајановски. Меѓутоа, вишо и високо образование, луѓе со факултет, 44,4% за Петре Шилегов, 28,1% за Коце Трајановски. Ова се одредени стереотипи што ги имаме, дека наводно пообразованите и поимучните луѓе се определуваат за Социјалдемократскиот сојуз, а по-руралните и помалку образованите за ВМРО ДПМН, меѓутоа овие кроз табулации тоа ни го покажуваат во едно многу драстично светло, дека е тоа навистина така. Еве и колегата Клековски ги анализираше тие кроз табулации, може и тој во однос на нивната професија. Иако вака звучи како стереотип, бројките се такви што не ни допуштаат да говориме поинаку. Само да кажам дека вработените во јавните институции се некако пата според овие изедначени според овие кроз табулации. Значи мислам дека треба да се осврниме на перцепциите кои се делумно и стереотипи, а делумно се вистина за двете политички партии, дека СДСМ е елитистичката партија на естаблишментот, зборам за историски гледано назад, а дека ВМРО ДПМН сепак својот раст во политиката го направи со застапување на жртвите на транзицијата. Без разлика дали се тоа земјоделците, дали се работниците, дали и тоа се во огромном периферните насоби, не се урбаните насоби, и профилот тука на подржувачите на Коце Трајановски, на Петре Шилегов одговара. Слично како што одговарат некои вкаштувања дека ВМРО има, например, поголема поддршка меѓу жените, за разлика од Петре Шилегов кој има поголема поддршка меѓу... Да, 60% од земјоделците би гласале за Коце Трајановски, меѓутоа 4... Меѓутоа тоа може да се толкува и на задоволството од мерките на политиките на ВМРО ДПМН, дој беше во власт, во ведување на субвенции и други работи, не само на традиционална поддршка. Јас са две други вкаштувања би излекувал како битни за двете политички партии. Прво, тоа што Петре Шилегов или Социјалдемократскиот сојуз имат поголема поддршка помеѓу помладите гласачи, а ВМРО ДПМН има поголема поддршка кај гласачите 50 плюс години. 43,5% би гласале пензионери за Коце Трајановски. Трајановски. Треба да се замисли сериозно следните 10 години. Бидејќи мојата теза дека растот на ВМРО ДПМН започна со придобивање на средношколците студентите во 98 или 7-8 кога беа 97 беа, да. 97 протестите. Со педагошка академија. Да, и дека они тогаш ја придобија средношколската и студентската младина и од тогаш, значи тоа се луѓе што ќе гласат следните X години изборите. Тогаш почна растот на ВМРО
ДПМН. Сега се чини дека скопската младина е настаната на СДСМ, што може да отвори нов циклус на идни генерации на млади луѓе кои ќе гласат за СДСМ, не за ВМРО-ДПМН, не за да тоа што се случувало во изминатиот период и како ВМРО-ДПМН ги третираше средношколците и студентите. И тука ВМРО-ДПМН треба сериозно да се замисли. Втората е обратна ситуација, значи после 100 дена влада, 120 дена влада на СДСМ, веќе имаме дека повеќе од половина од јавната администрација е ПВТ страната ќе гласа за Петар Шилегов и СДСМ. Не са големи разликите, меѓутоа дека се уште значителен дел од јавната администрација го поддржува Коца Трајановски ВМРО-ДПМН. Јас тоа го кажав и минатиот пат. Тезите дека ВМРО-ДПМН добива поддршка само под уцена и дека тоа чим го снема ќе се распадне ВМРО-ДПМН се празни. Значи ВМРО-ДПМН после секи има групи, социјални групи, општествени групи каде што ужива длабока поддршка, што нема да го смени што и да се случи. Константни гласачи. Јас би сакал еден многу друг интересен феномен да коментирам, пошто е парадоксален. Јас не очекувам натамошен пад на гласовите на ВМРО-ДПМН, пошто шифтот на колебливите и другите, мислам дека е завршен. Да го слушаме коментарот на Значи, работен во приватна институција, тука имаме предност од 8% за Петре Шилегов, што е малку парадоксално ако земеме во предвид дека, да речеме, претходната влада имаше рамен данок и на некој начин големи даночни олеснувања за оние кои што се занимаваат со приватен бизнис и им се овозможува да заработат добро и обратно една социјалдемократска влада која традиционално секаде во светот повеќе ги даночи оние што ги заработуваат парите и ги дава на социјално ранливите категории или на оние less healthy, како се вика тоа, помалку срекни луѓе. Сепак тука имаме поголема предност во приватниот сектор и тоа драстична за Петре Шилегов, што е еден од парадоксите на македонското општество. Не е парадокс, ама идеме со реклами. Ќе мора да идеме со реклами, во тоа ќе продолжиме со анализата. Продолжуваме со анализата на анкетата пред првиот круг на локалните избори. Божиновски, зборувавме за структурата на гласовите или гласачите по демографска основа, по образование и слично. И сега и за општините е тоа како профилира општината, колку има градско јадро, колку има рурално околу себе и така многу гласови во скопските општини исто така се дефинираат, па и за градот Скопје. Колку за вас ваквата структура на гласови, еве Клековски кажа дека ВМРО сепак се гледа дека има една константа и кај администрацијата, да кажеме. Кировски кажа дека е малце чудно што социјалдемократите губат гласови каде што по структура на партија би требало да ги имаат и слично. Каква е вашата анализа? Видете, прво нити СДСМ е социјалдемократска, нити ВМРО-ДПМН е конзервативна партија, да се разбере. Значи, такви идеолошки поделби не само кај нас, и во цела Европа се изгуби тоа. Например, ВМРО-ДПМН во текот на своето владење имаше еден огромен број на проекти кои што се типично социјалдемократски. Да се разбере. Значи не е тоа дека сега имаме она класична поделба на политичките партии идеолошка, кај што има вамо конзервативци, а вамо на другиот крај имаме социјалдемократски. Едноставно сите се стрема да го освојат центарот, а бидејќи во центарот се најголем дел од гласовите и затоа и едните и другите ги комбинираат своите политики. Она што е интересно, преска рековте зашто приватниот бизнис или чудно е Не, воопшто не е чудно. Значи, прва работа, има две демографии кои што најбрзо го менуваат своето мислење и кои што ги одлучуваат изборите. Тие ги донесоа ВМРО-ДПМН 2006 година на власт, а тие им помогнаа на СДСМ да се приближат 2016 година или после да успеат со ДУИ, со Алијансата да создадат влада. Тоа се младите и приватниот бизнис. Значи, едните и другите. Може да анализирате, ја ги имам сите тие податоци и 2006 и значи тоа се групи кои што прво
се имаат најголем процент на неопределени. Значи, ние велиме, јас секогаш тоа го истакнам, дека меѓу 50 и 100.000 луѓе, всушност кампањите се прават за 50 до 100.000 луѓе пред изборите. Другите се определени. Во овој случај, мислам дека на овие избори се и околу 50, нема да бидат повеќе. Све другото толку поларизирано што е горе-доле определено. Поентата е дека токму во овие групи, кај младите, кај приватниот бизнес, има најголем дел на оние кои што се решаваат да го дадат својот глас, односно дали ќе излезат и ќе го дадат својот глас пред изборите. Кај нив има и најголем број абстиненти, кога е падот на процентот на излезаноста, најмногу се рефлектира кај овие луѓе. Младите најтешко да ги извадиш на избори, а и приватниот бизнес. И оние кои што се вработени, и оние кои што се собственици. Говорам за малите бизнеси, значи за бидејќи кај нас најголем огромен дел, над 90% од предпријатијата се микробизнеси. 1, 2, 3, 4, 5 вработени. За тие говорам, не говорам за големите газди и така натаму. И они гледаат што и како им одговара. Младите беа привлечени со оној предлог закон, нели, кој што беше за високот, имавме и протести и све, и на некој начин тука се да само успеа да ги привлече кон себе. Дали ќе ги задржи, тоа не знаеме, ќе видиме, се разбира, се уште рано. Од друга страна, приватниот бизнес имаше одредени проблеми, затоа што тие проблеми почна да се појавуваат подолг период од аспект на оние казни кои што се појавува, нови регулации, што не им идеше во прилог едноставно на самите бизнисмени. Дополнително, самата криза која што беше предизвикана политичка, и тука беше најголемиот удар за малиот бизнес. Че ние имавме 3 години криза. Политичка криза. Покрупниот бизнес имаше проблем. Не. Говорам, покрупниот бизнес и во такви времења има на страна оставено за црни денови, може да обстои. Малиот бизнес. И на некој начин таа криза се успеа да се создаде перцепција дека е најодговорна владата, која што беше под ВМРО да помане. Гласови би биле пресудни, само Божиновски да кажам. Дали е точно или не е точно, неважно, све е до перцепција. И едноставно тие гласови дојдоа. Еве, што е стабилно? Ако споредиме вие тука за 2016 декември. Значи, каде имаат стабилни гласови партиите? ВМРО, ДПМН, кај пензионерите имала 33,8%, 35,3% имала СДСМ. Кај студентите во тоа време биле речиси изедначени. 24% за ВМРО, 23,3% од студентите на претходните парламентарни избори во анкета се изјасниле дека ќе биде така. Кај земјоделците е најстабилното гласачко тело на ВМРО ДПМН, 40%. Кај самовработените и кај останатите се многу блиску разликите. Значи, сега зборуваме за тоа дека кои се показатели кои ни даваат за право да кажеме дека во некои партии имаат одредени структури кои им се стабилно гласачко тело. Да не должиме многу затоа што ги имаме и скопските општини, не можеме со прецизни бројки да одиме во однос на тоа како се расположени силите таму, меѓутоа има резултати кои би можеле да дадат навестување дека во 3 скопски општини може да се каже дека со сигурност би се избрал градоначалник во првиот круг. Еве Боби Христов ќе ни ги презентира овие резултати. Како стојат кандидатите по скопските општини, јас ги имам овдека резултатите, меѓутоа точните проценти нема да ги соопштуваме. Стручното објаснување ќе им го препуштам за подоцна, малку спомена, ќе да објаснат Клековски и Кировски, бидејќи обработката на податоците покажа дека статистичката грешка би била поголема од 6, многу голема, односно плюс минус 6%. Точните бројки нема да ги презентираме, меѓутоа сепак ќе одиме со еден малку поинаков вид на презентација, а тоа е проекција на можните резултати, бидејќи во голем дел од општините резултатите се разликата е толку голема што може да се проектира потенцијалниот победник дури во првиот круг, додека во дел од општините разликата е многу тесна и тука не може во овој момент да се проектира или да се предвиди каков би бил соодносот на силите. Значи ги имаме две групи, оние за каде што сметаме дека може да се изведе некаква проекција за најверојатна и најпрецизна, и тука се 3 општини, 4
општини се во онаа втора група каде што резултатот е неизвесен, за да може да се проектира или прогнозира било каков исход. Почнуваме со онаа прва група на известни или посигурни податоци каде што ги имаме. Саша Богдановиќ и Дејан Јовановски се двајцата кандидати во општина Центар. Она што според резултатите од нашата анкета е најверојатно известно е дека во општина Центар ќе има победник уште во првиот круг, а тоа ќе биде кандидатот на Социјалдемократскиот сојуз Саша Богдановиќ. Одиме со следната општина, тоа е општина Газибаба. Тони Трајковски од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН е наспроти Борис Георгиевски од СДСМ. Сите резултати, сите проверки кои што ги правеше стручниот тим на М-Проспект, анализите на Телма и сите проценки кои што ги правевме заедно врз основа на податоците од анкетата укажуваат дека и во Газибаба ќе имаме победник во првиот круг, а тоа најверојатно ќе биде Тони Трајковски од ВМРО ДПМН. И третата општина во која што може да се очекува победник во првиот круг, а е голема веројатноста дека тоа би бил Стефан Богоев од СДСМ е Карпош. Двајцата кандидати што ги имаме во оваа општина се Стефан Богоев од СДСМ и актуелниот градоначелник Стефчо Јакимовски од Гром. Веројатно е дека во овие три општини изборите ќе завршат уште во првиот круг. Значи Центар и Карпош би оделе најверојатно на контото на СДСМ, додека Газибаба од оние општини кои што досега ги презентиравме оди на контото на ВМРО ДПМН. Што е оние општини во кои што се уште не може да се, односно кои се оние општини кои што каде што се уште не може да се предвиди или проектира можниот победник. Општина Аеродром, Ивица Конески и Златко Марин. Битката е многу тесна и неизвестна според она што ние го имаме како резултат и затоа се уште во општина Аеродром не може да дадеме некаква проекција за тоа кој би бил победникот, дали битката ќе се реши во првиот круг или можеби ќе има и втор. Ѓорче Петров, Александар Наумовски и Владко Мисајловски. Наумовски од СДСМ, Мисајловски од ВМРО ДПМН. Предноста во моментот според бројките кои што ги имаме е на страна на Наумовски, меѓутоа прерано е да се каже или примерокот и податоците кои што ние ги имаме не ни дозволуваат да предочиме или да проектираме уште во овој момент победник во оваа општина. Она што е сосема известно во Чаир, дека ова се двајцата кандидати кои што ќе одат во втор круг. Нема дилеми дека во општина Чаир ќе имат втор круг и тоа меѓу Висер Ганију и Зекирија Ибрахими, кандидатите на ДУИ и на Беса. И би требало да имаме уште една општина, а тоа е општина Киселавода, каде што исто така е прерано да се проектира победникот, односно исходот од изборите, бидејќи тука пак ќе биде тоа објаснето подоцна во текот на дебатата. Имаме еден малку различен однос меѓу советничките и градоначалничките листи. Во секој случај, во моментов нашиве податоци покажуваат предност за Јохан Тарчуловски, кандидатот на ВМРО ДПМН, наспроти Филип Темелковски, кандидатот на коалицијата предводена од СДСМ. Меѓутоа, немаме сигурни податоци, на показатели кои би ни овозможиле во овој момент да проектираме победник и во оваа општина. Значи, тоа се тие бројки, зошто се тие такви, стручната анализа веројатно ќе следи и им ја препуштам сушност Жане на Клековски и на Кировски, кои ќе го објаснат и овој тип на презентација за кој што се одлучивме кога се во прашање Скопските општини. Повелете.
Благодарам, Боби. Скопските општини се неизвестни. Има традиционално... Некои се неизвестни, не Да, сите. тоа сакам да кажам. Некои се традиционално ВМРО-вски општини ги нарекуваат, некои традиционално СДСМ-овски општини. Општина Центар, еве каже и Боби дека известно е дека ќе победи кандидат на СДСМ, меѓутоа во Газибава јас не се сеќавам дека се случило од Независна Македонија па навака да победи ВМРО. Инаку, само да подсетам дека господинот Тодоровиќ беше градоначалник од ВМРО ДПМН во Центар, така што тоа не е дека не се случило во Центар. Газибава Во Карпош не не се се случило до случило. сега да победи. Во Карпош не се случило. Во Центар се случило. Да. Господинот Тодоровиќ се сеќаваме сите. Не, па не само они претходно. Како беше не. И Виолета Ларова претходно, да. Не, јас кажав во Газибава дека Карпош е традицијата општина, така што не Не може. рече дека Газибава Газибава е- не памти да Газибава, победи Газибава, да. И затоа вака ги назначивме и овие резултати имено покажуваат Кировски, меѓутоа има општини каде што си дишат во врат кандидатите, како што е Аеродром, да кажеме, на пример, како што е Ѓорче Петров. неизвестно во Ѓорче Петров, на пример. Во Карпош е веќе известна разликата на Стефан Богоев, на пример. И морам да кажам дека е Чаир исто така општина која најверојатно ќе оди во втор круг. Не, значи јас одна што би сакал да кажам дека кај Чаир работата е поспецифична од другите скопски општини. Во другите скопски општини е неизвестно кој ќе победи надвор од овие три, меѓутоа таму очекуваме да има победник во првиот круг на изборите. Чаир е поспецифична бидејќи има повеќе кандидати албански, плюс има и кандидат македонец од ВМРО ДПМН кој што ќе земе над 10% од гласовите и Чаир со многу да не биде со огромна сигурност, меѓутоа со многу голема доза на сигурност може да проектираме дека ќе има втор круг во општина Чаир. За разлика да речеме од Аеродром, Кисела вода и Ѓорче Петров, каде што многу е голема веројатноста, бидејќи се само двајца кандидати, да се реши работата во прв круг. Треба да бидат исклучително близко, да речеме да бидат 49-48 и да има 3% неважечки ливчиња, за да ни се случи да има прегласување по 2 недели. Значи, тоа е многу минимален процент. Најверојатно ќе се решат победниците уште во првиот круг, со тоа што би сакал да кажам дека во Кисела вода поголеми шанси му даваме на господинот Јохан Тарчуловски од ВМРО ДПМН, кој што според нашата анкета има известна предност пред господинот Филип Темелковски од Социјалдемократскиот сојуз. За Аеродром и за Ѓорче Петров е исклучително се блиску и мене ми се чини дека всушност тие две општини во првиот круг и ќе детерминираат кој победил во Скопје во првиот круг. Ако појдеме од фактот дека Газибаба и Кисела вода најверојатно ќе ги добие ВМРО ДПМН, а Центар и Карпош СДСМ, остануваат Аеродром и Ѓорче. Ако ги земе на пример ВМРО и Аеродром и Ѓорче, А Бутел го заборавивте? Бутел ни е најверојатно ќе има и таму. Бутел, Шутов, Израј, Да, исто така да од Скопје, Не, Бутел во однос на ВМРО ДПМН СДСМ, бидејќи 7 градоначалници ќе си поделат. Да, меѓутоа најверојатно и таму ќе ни се случи втор круг. Па не, таму ќе има втор круг. Да, сега зборуваме за 6 општини кои што ќе се поделат во првиот круг. И кои ќе влијаат на... Значи, едно е да биде 3-3, едно е да биде 4-2 за СДСМ, едно е да биде 4-2 за ВМРО ДПМН. Ако испадне поинаку од тоа 5-1 за некого, јас ќе бидам навистина многу изненаден, да бидам искрен. Кликовски, само ве молам, зошто не објавуваме бројки, ќе им биде нејасно на гледачите. Тешко е да значи, ова се... се така. многу мали примероци, каде што статистичката грешка е плюс минус 6%, додека на анкетата за Скопје грешката е плюс минус 2,5%. Затоа не можеме да објавиме бројки за анкетите на општините. Се сведувам на прогнозирање, условно да кажам. Прво, мислам дека Атанас добро појасни дека не е неизвестноста дали ќе имаме резултати во недела, туку е неизвестно кој ќе победи, пошто најголем дел од скопските општини ќе бидат одлучени во недела, бидејќи имаме само два кандидати. Имаме кандидати на ВМРО ДПМН и на СДСМ или коалицијските партнери. Втората работа што сакам да ја изнесам, а тоа е разликите што постојат на гласањето на 4 ливчиња. Во Скопје се гласа на 4 ливчиња. Градоначалник на Скопје,
Ако сте во Карпош, Совет на градоначалник на Скопје, Карпош. градоначалник на Карпош и Совет на Скопје. И Совет на Карпош. Се извинам, да, Совет на Карпош. 2013 година. Коце Трајановски, ВМРО ДПМН СДСМ, Стефчо Јакимовски, ВМРО ДПМН СДСМ во Карпош, има сите различни проценти. Да. Тога Стефчо Јакимовски имаше повеќе подобар резултат од Коце Трајановски за 4-5%. ВМРО ДПМН од истите граѓани од Карпош имаше цели 15% поени повеќе во град Скопје отколку во општина Карпош. А СДСМ имаше 5% помалку во град Скопје отколку што добие во општина Карпош. Значи ние сметаме дека луѓето прават единствени, едностранни гласања, дека закружуваат во вертикала истото. Дека кој е за СДСМ гласа во вертикала од Совет на општина па натаму. Тоа не е случај. Ние ќе видиме дека во многу случаи советничките листи, градоначалничките листи нема да имат исти гласови. Сум убеден дека дури дел од гласачите на сопствените партии нема да гласат дел од кандидатите на своите партии, бидејќи не им се свиѓат кандидатите. Може и за советничката листа на Скопје да се случи тоа? За сите листи? Да. Тука да е во таа советничка листа. Значи, ќе дојдеме до советничките листи се малку околу, значи ќе има такви разлики каде што личноста на кандидатот е одлучувачка во моментите кога е неизвестно. Ми се чини дека неизвестноста на овие избори многу поголема него порано. Ние имаме традиционални гласања во Скопје, значи две општини кај што немало никогаш спротивни кандидати добиени на избори се Гази Барба, каде што секогаш било ВМРО ДПМН, и Карпош, каде секогаш бил СДСМ, ВМРО владел само кога преку независните советници, ми се чини листата на Иска, каде што беше Саша Димич, успеа да добие градоначалничко место. Меѓутоа, сега и во Карпош ние немаме класичен представник на ВМРО ДПМН, и тоа јас не знам. Ако ВМРО ДПМН имаше добар резултат у Карпош, каде што со свој кандидат немаше да го тука и советничката листа е така. Како што во центар СДСМ се одлучи да оди со свој кандидат, а не да подржи коалицијски партнер. Значи, тука малку нема да се согласам со господинот Клековски до крај, да не ги симплифицираме до таму работите, бидејќи партиите некогаш прават и пошироки комбинаторики у поголема слика, доколку така па направеше ВМРО ДПМН, веројатно ризикуваше гром да излезе од коалицијата, која што па им носи некаков бенефит на коалицијата се. Веројатно има и такви некои математики Клековски кај партиите. Да, ја би се вратил на ова дека се гласа различно. Значи не е тоа за изненадување, него напротив голем дел од луѓето си гласаат, бидејќи ова се локални избори, во согласност на она кој што они сметаат дека ќе им донесе бенефит како граѓани на таа општина или на градот Скопје. Значи, да, генерално има поголеми преклопување, иако не е идентично, на советничките листи, каде што тој што се гласа за ВМРО ДПМН и за СДСМ се закружува и за општината, и за град Скопје, за едната или за другата партија. Тука има повеќе поклопување. Но кај кандидатите има исклучително голема разлика. Карпош е еден од тие примери. Затоа и сметам дека ќе бидат овие избори многу интересни. Да, се согласувам во однос на ова што говоревме за општините. За мене се многу интересни, например, аеродроми Ѓорче Петров. Бутелки има втор круг, и тука има голема предност кандидатот на ВМРО ДПМН, но ќе има втор круг, а тука има етнички албанци, све зависи тука како ќе на некој начин ќе се создаде таа перцепција или тие некакви коалициони договори. Дали тоа ќе се рефлектира потоа и на Чаир, па Чаир на Скопје? Да, но сепак предноста во Бутилека ВМРО ДПМН од истражувања и од претходно искуство. Аеродроми Ѓорче се многу интересни за тоа што на пример во одредени истражувања советничките листи им се многу блиску во рамки на маргинална грешка на ВМРО ДПМН и СДСМ во општина Аеродром, но кандидатот за градоначалник
сегашниот актуелен градоначалник има поголема предност. Моите очекувања се дека во аеродром ќе победи актуелниот градоначалник Коневски, а кај советничките листи, дали ќе има еден советник ВМРО ДПМН плюс или СДСМ плюс, ќе го видиме на избори, бидејќи е во рамки на маргинална грешка. Ѓорче уште поинтересно. Во Ѓорче има двајца многу добри кандидати. И ВМРО ДПМН и СДСМ. Да ги кажеме Александар Наумовски и Владо Мисајловски. Таа е општината кај што јас очекувам, кај што очекувам дека можеби ќе има втор круг, иако се само двајца кандидати. Бидејќи според одредени истражувања, тие се толку блиску, што доколку има 2 или 3% неважечки ливчиња, ќе мора да се иде на втор круг. Значи, советничката листа и советничките листи, да кажеме, се релативно блиску, со одредена мала предност кај ВМРО ДПМН, но кај кандидатот за градоначалник и двајцата се буквално во рамките на 1% од маргинална грешка. И само да подсетиме дека 2016 во Ѓорче Петров буквално изедначени беа СДСМ и ВМРО ДПМН, значи ова не е некој феномен сега прв пат што го гледаме, таму е постојано 200-300 гласа решава. Таму може да се случи втор круг, иако се двајца кандидати. Додека во општина Аеродром очекувам да се заврши во прв круг со поголема предност на... Не, ама само едно несогласување заради дебатата да дадам. Еве јас за да правиме дебата. Да кажам да гледачите дека тука постојат и некои интерни опклади на масата, нема да откриваме точно што е како е. Кој ќе ги стане Оливер Трајковски има со губени опклади. Но на пример моја лична прогноза, иако станува збор за многу тесни резултати, е дека градоначалник на општина Аеродром ќе биде господинот Златко Марин, еве ова го кажувам пред јавноста со сиот ризик да загубам дел од она што сум го предвидувал до сега, а што го погоди, бидејќи, ако се сеќавате, на парламентарните избори тука бевме со господинот Кажаловски, моја прогноза беше 2 пратеника разлика. Еве сега мојата проекција за општина Аеродром е дека ќе победи господинот Златко Марин во првиот. Кликовски, верувам имате различна прогноза. Јас ќе се вратам еден чеко поназад, дека ГРОМ го има добиено карпуш само зашто се у коалицијски договор. ЈОДП има коалицијски договор со СДСМ, па не ја доби Битола, пошто сите прогнозира дека председател на ЈОДП ќе биде кандидат за Битола. А Стефче Јакимовски го доби карпуш, пошто само Стефче Јакимовски може да го добие карпуш. Никој друг од ВМРО ДПМН никош не може да го добие, многу известно. Како што Аца Коцевски стана кандидат на СДСМ, пошто ако некој од СДСМ добие во Велес, ќе добие Аца Коцевски. Иначе, очекувано со оние резултати од декември, ВМРО ДПМН да победи таму. Значи, партиите и ВМРО ДПМН и СДСМ одстапија од своите од своите основни поддржувачи, само таму каде што оценија дека со кандидати што отстапуваат од нивните јадра, кои не се од нивните партиски јадра, Стефче не од јадрото на ВМРО ДПМН и Ајца Коцевски не од јадрото на СДСМ. Да, од ЛДП мислам дека да, од ЛДП потекнува, од либералната партија историски, ако одим еден чек поназад. Значи, затоа што проценија дека се тоа кандидатите што може да се тепат за тие 50 до 100.000 гласови кои не се ни таму ни ваму. Значи, има и такви проценки кои од кандидатите. Ја мислам дека во карпуш ќе се потврди дека резултатот на Јакимовски ќе биде многу подобар од резултатот на двете партии. На ВМРО ДПМН и ГРОМ комбинирано заедно. Да, дека тој е кандидат што може да повлече повеќе гласови од советничките листи. Како што верувам дека во Велес Аце Коцевски ќе го вмешувам Велес, пошто добро знам ситуацијата таму, е кандидат што ќе повлече повеќе гласови отколку СДСМ. И да не останете фокусот со прогноза за Аеродром со оглед на двајцата изјаснети до сега. Значи фокусот на Аеродром и на Ѓорче Петров е јасно. Кој ќе добие оската исток-запад, тоа е Аеродром центар Карпуш Ѓорче Петров, тој ќе го добие Скопје. И ја мислам дека е преблиску за да се даде дефинитивна прогноза, меѓутоа во моментот мислам дека СДСМ има поголеми шанси во Ѓорче, а ВМРО има поголеми шанси во Аеродром. Пауза за реклами. Ама тоа се само предпоставки. Да. Пауза за реклами, одиме во завршница на оваа анализа.
Ова е анализа на анкетата пред првиот круг на локалните избори за град Скопје и општините, и да кажам дека град Скопје и ги имаме бројките затоа што се во рамките на статистичка грешка од 2,5%, општините одиме со прогнози затоа што тука статистичката грешка е поголема, значи околу 6%, затоа не можеме со конкретни бројки во оваа анкета да излеземе. Туку разговараме само за одредени предности, размислувања и прогнози. Добро, и кај град Скопје е у рамки на маргинална грешка, така да. Сакаше Жане да каже дека излегуваме степенот со на процент. грешка е многу Степенот помал. на грешка и не би оделе со тој ризик да ние кажуваме 37,1, 34,6 за општините, не ги кажуваме бројките, бидејќи може да имаме многу големо Со оглед отстапување. на тоа што вие работите на анкети, најдобро знаете дека бројките така не може да се кажат. И во град Скопје самите бројки се во рамките на маргинална грешка. Тоа е 2,5 разлика. И за тоа ќе видиме Степенот на интересно. грешка на град Скопје е многу помал. Моето прашање за последниот круг на дебатирање, еве од вас ќе почнем, Божиновски, колку пак градовите или останатите општини ќе влијаат на вториот круг на изборите, генерално и на град Скопје? Например, прашање нели кој ќе земе повеќе општини, меѓутоа кој ќе земе повеќе градови? Кој ќе го има победничиот дух, иако мојата прогноза е дека едните и другите ќе се прогласат у првиот круг за победници? Колку тоа ќе влијае на вистина во вториот круг, па и на изборот на градоначалник во Скопје? Најголем дел од општините ќе бидат завршени во прв круг. Онаму каде што немаме етничка разноликост, би рекол, и за тие треба да позборуваме, тие се најинтересни всушност за овие избори. Значи, јас себе ќе повторам уште еднаш на брзина. 4 параметри. Најголем број гласови на советнички листи, најголем број општини, најголем број од поголемите општини и градот Скопје. Така. Ако освои некој све од ова, тогаш е апсолутен победник. Обично, вообичаено може да биде 3-1 или 2-2 дури, тогаш ќе се прогласат сите победа. Но многу се значајни овие параметри, може да се случи некој да го освои. Кога говорам поголемите општини, имаме ние околу 16 поголеми општини за кои што се надпреваруваат ВМРО, ДПМН и СДСМ. 7 скопски плюс Куманово, Штип, Кочани, Струмица, Кавадарци, Прилеп, Битола, Охрид и Велес. И Гевгелија можеби. Не, Гевгелија мало. Значи тие се 9. Особено ако ги имаме резултатите од Битола, Охрид. Ако ги имаме резултатите Битола, Охрид, да речеме, Штип, го зборам по региони, Велес, тогаш се сериозни. Значи, во најголем дел од овие општини ние ќе имаме завршување во прв круг. Во Куманово ќе има втор круг, а во ова другото, колку што видов, има само по 20 сериозни кандидати од ВМРО, ДПМН и од СДСМ, така да тоа ќе биде решено. И веќе после првиот круг ќе имаме, иако нормално партиите ќе се прогласат едните и другите победа, ќе имаме подобра основа да кажеме кој е победник или кој ќе биде победник, значи да прогнозираме со поголема точност со оглед на овие параметри. Иако еден од тие главните 4 параметри ќе се решава во вториот круг, нели градот Скопје. Така да тука ќе биде интересна битка. Она што мене ме беше всушност што требаше на почетокот да го говориме. Најинтересно ќе биде во Тетово, Гостивари, во Чаир. Значи, всушност за локалните избори, еве ќе бидеме, значи во недела сите ќе ги следиме. Најинтересно покрај битката за Скопје, но сепак има и во Скопје втор круг, ќе биде Тетово, Гостивари, Чаир. Бидејќи тука секаде прогнозираме втор круг да има. Да, но многу зависи распоредот на силите. Многу зависи кој ќе влезе во вториот круг. Но веќе имате 3 сериозни играчи од етничките албански партии во сите 3 општини, во Тетово 4, во Тетово и ДПА+, и дополнително на тоа имате и кандидат од ВМРО, ДПМН. СДСМ не објави тука кандидат. И тука ќе имате одредено прелевање на гласови, етнички гласови. Еден ќе гласа за едните, иако една може би од СДСМ ќе гласа за ВМРО, ДПМН. Некој ќе гласа за градоначалникот. Значи таму ќе биде навистина интересно. И од тој резултат многу ќе влијае и на одредени општини каде што и самите албанци треба да дадат на некој начин или нема да дадат подршка, бидејќи ќе се искомпликува до толку политичката слика што нема да биде така Пазарињата ќе бидат големи. Чисто и за тоа ви велам овие 60% етнички албанци што сега се определиле за кандидатот за господинот Чирлегов во Скопје. Прашање е како ќе бидат на некој начин поддршката за вториот круг во зависност од партијата на која што припаѓа. Би сакал само едно дополнување да дам на ова што го кажа господин Бажиновски.
албанските партии многу големо значење придаваат на овие локални избори и они имаат кандидирано на вистина тешкаши во овие општини што ги зборевме. Например, во Струга е лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села, од друга страна е Рамис Мерко, исто многу известен кандидат. Како што гледаме во Гостивар е актуелниот министер за здравство Арван Таравари кандидиран, Теута Арифи, која што е голем тешкаш од Да, во Тетово, во Тетово. а во Гостивар е... Во Гостивар Арван Таравари заедно со... Но имаме и Невзат Бете, кој што е подпредседател на партијата и актуелен градоначелник. Исто и Бесе имаат многу добар кандидат во Гостивар. Тетово исто така исто и Бесе. Ми беше зборот дека кандидираат тешкаш. Во Тетово имаме лидерот на вакво, имаме Теута Арифи, но имаме и ДП која што е многу силна во централното градско јадро во Тетово. Значи и кандидатот на ВМРО ДПМН кој исто така ужива голем углед. Значи таму ќе биде Добро. Ако можеме да се вратам еден чекор назад, прво мислам дека општините во Скопје ќе влијат на градскиот исход уште во првиот круг. Со нивниот капацитет да мобилизираат гласачи. Чувството на самодоволност и на голема победа во центар на СДС може да му се врати лошо со еден низок одзив во центар, каде што Петер Шлегов црпи голем дел од своите гласачи. Ако тие гласачи не не се мотивираат да излезат Ако одат на викенд, на топол викенд, или едноставно одат на прошетка наместо да гласат, затоа што битката за центар е решена, тоа може да се одрази на резултатите на Шлегов. Во вториот круг битно е дека во најголем дел од општините со мнозинско етничко македонско население битката ќе биде завршена и ќе имаме резултати, значи во вториот круг најверојатно ќе се гласа од поголемите општини само во Чај. Можно е некој од помалите општини да се гласа. Така да ќе видиме како тоа ќе влие. Значи Чајчани ќе мора да излезат на втор круг зашто ќе бидат градоначалник на Чај, а во Ајодом, во Карпуш, во Центар, во Газибаба, во Кисела Вода е завршена битката за градоначалници на општините. Тука зависи која партија ќе има поголема мобилизација. За вториот круг неминовно ќе влие резултатот на изборите од првиот круг. Без разлика која партија, сите ќе прогласат победа. Јас сум скоро убеден дека сите партии ќе прогласат победа. Победувањето во поголемите скопски општини и во поголемите градови во Македонија ќе засили перцепцијата кај гласачите кои се, да кажам, свингери и свинка именуваат од една на друга страна, да можеби се определат за кандидатот во вториот круг, за кој они перцепираат дека партијата негова добива поголема поддршка во другите градови во Скопје или во самото Скопје. И третиот фактор кој ќе влие вториот круг е дали ќе има меѓукоалициски договори за оние градови што ќе останат за во вториот круг и како тоа ќе се ефектуира и на што тоа ќе изгледа. Добро, ама кога зборуваме за меѓукоалициски договори, јас прашање дали би можеле ВМРО ДПМН со БЕСА да направат договор јавен, како што го направи и СДСМ. Во политика се е возможно. Затоа што сега најжестоките ривали во Гостивар и во Струга се коалициски партнери. Од владата, нели? Рамис Мерко и Села се во истата влада. Бета и Таравари се од истата влада. Прашањето колку поларизацијата меѓу двете партии, меѓу ДУИ и Алијансата во основа е ДПА реформирана. Значи, структурата на Алијансата е ДПА. Значи, збориме за историското ривалство меѓу ДУИ и ДПА. Колкуто ривалство кое сега ќе се загрее максимално, ќе влие на некои други работи, например на владата. Дополнително што се чувствува дека во, значи тоа барем во одредени истражувања, дека Алијансата ги вшмукува гласовите на ДПА. Значи ДПА продолжува, они беа пата на избори, Алијансата сега и најверојатно Алијансата е всушност новата ДПА. И тука се слагам, они имаат историско ривалство. Но имаме тука уште еден играч, исклучително значаен, а тоа е БЕСА. Кировски за крај? За крај, јас мислам дека ја исцрпивме горе-доле темата за градоначалниците. Би сакал да кажам дека е и еден друг аспект на локалните избори, малце надворот од основната тема, а тоа е дека двете големи македонски политички партии, ВМРО, ДПМН и СДСМ,
ќе ги споредуваат гласовите на советничките листи и во друг контекст. А доколку ВМРО ДПМН освои повеќе гласови на национално ниво на советничките листи од Социјалдемократскиот сојуз, мојот впечаток е дека тие ќе бараат презремени парламентарни избори и ќе го користат тоа како инструмент за притисок врз владата и обратно, доколку Социјалдемократскиот сојуз освои повеќе гласови на советничките листи, веќе ќе стивне таа приказна дека оваа влада нема легитимитет. Не дека не се важни советничките листи и сами по себе кои луѓе ќе бидат советници, меѓутоа постои еден друг контекст на гласањето за советничките листи, кој што сакав малце да го објаснам дека има и поинаква перцепција. Конечно, ако сакате, и самите политички партии во својата кампања не се фокусираат исклучиво само на локалните проблеми, него и на некои национални прашања, на некои поважни теми. Токму заради тоа, и мене ми се чини дека тоа ќе биде многу важно да видиме кога ќе се соочат гласовите на советнички листи кои како стои. По 30 секунди само ќе морам да ви дадам. Околу тоа со изборите, ја уште пред година дена кога ги видовме резултатите, односно не година, колку има 9 месеци. Декември. Од изборите, јас реков дека нови избори мора да има. Значи, мислам дека без разлика кој ќе победи нови избори, с разлика кој ќе победи, ќе има предност, дали е тоа ВМРО ДПМН или СДСМ, сметам дека ќе има следната година предвремени избори. Особено што, меѓу другото, актуелната коалиција е составена од две ривалски етнички албански партии, кои што сега ќе имаат сериозна битка на локално ниво, и доколку СДСМ победи на овие избори, па јас верувам дека многу полесно ќе му биде врз база на таа победа да прогласи сеопшта поддршка и да организира нови предвремени парламентарни избори каде што ќе има Само уште една секунда да не го заборавиме и меѓународниот фактор кој што на крај ќе ни речат дека не може на секој 6 месеци избори да терате, државата треба да оди напред. Прво мислам дека не треба толку едноставно да ја толкуваме одлуката на граѓаните да гласат за една или друга или трета или четврта опција, затоа што на една од претходните анкети од 3 граѓани 2 рекле дека гласат за локална агенда, а еден рекол дека смета дека ова е мерење на рейтингот на главните политички партии. Значи, јас кога ќе гласам во недела, јас ќе гласам за програмите во мојата општина и во мојот град. Јас сакам да видам тоа што е ветено остварено. Така да јас не чувствувам дека во недела ќе гласам на референдум за поддршка или не поддршка или на една или на друга. Се согласувам, но партиите така ги превртуваат работите. На мнозинството граѓани перцепцијата е дека ова се локални избори за локалните средини. Дали поларизираноста од локалните избори после ќе се пренесе во владата за лутото и валство меѓу ДПА и останува да видиме после недела, ќе анализираме и во недела ноќта на изборите. Очекувам повторно во студио да ги прогнозираме првичните и конечните резултати. Тогаш нема да прогнозираме, тогаш ќе ги коментираме реалните резултати, да видиме колку сме били блиску со овие анкети. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, што бевте со топ тема на ваша страна. Останете со програмите на Телма. По серијата следува ноќно студио со Сања Васич.